Добро утро и од мене. Драго ми е што сме заедно да продолжиме со нашето изучување од книгата на Ефесијаните. Стихот на кој ќе се фокусираме денес ќе биде 9-тиот стих. Може таму да свртите или да отворите на вашите телефони. Значи Ефесијаните 1 глава 9-тиот стих ќе биде нашиот фокус за денес. Ја уште еднаш ќе го прочитам стихот од 2023 преводот што е на македонски. Стихот вели: откривајќи ни ја тајната на својата волја, според својата благонаклонетост, што ја беше положил во него од порано. Во нашето изучување до сега видовме, посебно од првата глава, видовме колку Бог не е благословил, колку масивни благослови ни дал во Христос. И тие што благослови што ги видовме беа изборот, предопределувањето, светоста, посвојувањето или посинувањето, откупот, мудроста и разбирањето. И денес ќе продолжиме со уште еден благослов, што гледаме овде во стихот, а тоа е благословот на знаењето, што Бог ни го дал. Ќе видиме 4 вистини од стихот. Првата ќе биде знаењето, втората тајната на неговата волја, третата ќе биде неговото задоволство и радост и четвртата одреденоста во него. Ќе завршиме со сумација и примена. Подобар превод на стихот би бил следниот: давајќи ни знаење нас за тајната на неговата волја според неговото задоволство, уживање или радост, што тој ја постави или ја одреди за себе во него. И ќе ги видиме детаљите во текот на службата. Да почнеме со првата вистина, тоа е вистината на знаењето. Стихот вели, или преводот вели: откривајќи ни ја тајната. Друг превод има на македонски кој вика: соопштувајќи ни ја тајната. Овде зборот е гнорисас и доаѓа од зборот гносис, што значи знаење. И може ова да го преведеме исто така како давајќи ни знаење или правејќи да познаеме. Значи се работи за знаење кое е дадено. Има гранка во филозофијата која се занимава со ова прашање или со прашањето на знаењето или теоријата на знаењето. Таа се вика епистемологија. И оваа гранка поставува фундаментални прашања околу ова прашање, околу знаењето, како може да се стекне и што значи знаење кое е оправдано или верификувано. И има неколку различни пристапи кои се понудени од оваа гранка, како ние може да стекнеме знаење, и некои од нив ние ќе ги разгледаме ова утро. Тие се емпиризам, рационализам, скептицизам, екзистенцијализам, прагматизам и агностицизам. И секој од овие ќе ги видиме на кратко што учат и како е полезно за нас или не полезно. Емпиризмот учи дека може знаење да добиеме само преку 5 сетила. Сето знаење ултимативно кај човекот доаѓа од и преку 5 сетила. Например, вид, допир, вкус, мирис, слух и така натака. Се што може да се види е знаење. Џон Лок и Девид Хјум се познати емпиричари во ова гледиште. Рационализмот е следно гледиште на пристап на знаење во светот, и рационализмот учи дека може само да дојдеме до знаење преку нашиот ум или разум и логика. Тие се единствените канали преку кои може да дојдеме до знаење. Ова гледиште учи дека има одредени вистини кои се аксиоматски
и дека може да се знаат само преку логика и разум, независно од искуството на сетилата. Рене Декарт е позната фигура или личност во рационализмот. Скептицизмот е третото гледиште и тие што го држат ова гледиште се очигледно скептични и тврдат дека нашите сетила може да бидат измамени, дека петте сетила не се баш најдобар адекватен канал да дојдеме до знаење и исто така нашето размислување, нашата логика и разум можат да бидат погрешни. Значи секогаш постои можност за грешка. И според нив не можеме да дојдеме до вистинско знаење, сигурност не може да имаме. Екзистенционализмот е четвртото гледиште и ова пак учи дека знаењето се добива преку индивидуални избори и слободата и привилегиите или одговорноста што доаѓаат од тие индивидуални човекови избори. И ова гледиште тврди дека постоењето и претходи на суштината, дека ние креираме нашата суштина преку нашите избори. Дека во реалност нема објективна реалност и дека нема објективно знаење. Се е избори и субјективизам. Клучни фигури во ова гледиште се Жан-Пол Сарт и Алберт Ками. Петото гледиште е прагматизам и овде прагматичарите се фокусираат на практичните последици од нашето знаење и верување. И тврдат дека едно знаење е веродостојно или вистинито ако води до успешно реализирана акција и ефективно решен проблем. Ако тоа знаење не води кон успешно реализирана акција и ефективно решен проблем, тогаш не е вистинско знаење. Шестото гледиште е агностицизмот и ова гледиште само по себе не е теорија на знаење, туку покренува важни прашања за основите на вистинското знаење. Учи дека човекот нема доволно знаење да дојде до одредени заклучоци, како например постоењето или непостоењето на Бог, кои би биле во сферата на вистинското знаење, и дека овие прашања или тези се надвор од човековиот дофат, надвор од човековото разбирање и оправдување. И сега овие 6 филозофски конструкции или теории на знаење имаат своји филозофски дупки и контрадикторности. И сега ќе ги разгледаме едно по едно накратко. Емпиризмот учи дека знаење може да добиеме, нели како што кажав, само преку петте сетила. Реалност е тоа само што може да го видам, може да го слушнам, што може да го допирам. И со ова се среќаваме многу често. Или луѓето викаат, ако не го видам, не можем да го верувам. Но прашањето е дали може ние да потврдиме или да верификуваме оваа теорија на знаење преку петте сетила. Дали може емпиризмот да го видиме, да го слушнеме, да го допреме, да го вкусиме? Очигледно е дека не можеме. Очигледно е дека ова е идеја, дека е теорија, дека е движење и динамика на интелектот. Емпиризмот како теорија не може да ги помине собствените критериуми кои ги поставува. И затоа гледаме дека не е баш адекватна теорија на знаење. Истото може да го кажеме и за рационализмот. Прашањето е дали може да потврдиме или да верификуваме оваа теорија на знаење само преку логика и човечкиот разум. Рационализмот, за да дојде до своите заклучоци, мора да има инпути од петте сетила. Мора да има влезни информации, за да има за што да се размислува. За има за што да се прави логика. Без сетилно искуство не би имале за што да размислуваме. И Даниел Филипс
пасторот добро вика дека рационализмот како теорија исто така не може да ги помине собствените критериуми и барања кои ги поставува. Да продолжиме, скептицизмот кажува дека не може да дојдеме до вистинско знаење, дека сигурност не може да имаме. Ова е апла само контрадикторно. Зошто е само контрадикторно? Дали гледаме проблем во оваа реченица? Јас знам дека не може да се дојде до вистинско знаење. Или јас знам дека нема вистинско знаење. Ова е целосно само контрадикторно. Кажува дека знае нешто и у исто време дека не знае. Тоа е исто како јас да кажам, јас не знам да зборувам македонски. А у исто време зборам на македонски. Че гледаме само контрадикторноста на ова гледиште. Екзистенционализмот тврди дека ние ја создаваме нашата суштина преку нашите индивидуални избори и дека нема објективна реалност, дека нема објективно знаење. И ова гледиште исто така е само контрадикторно. Кажува дека објективното знаење е дека нема објективно знаење и објективната реалност е дека нема објективна реалност. Во истиот здив кажува дека има знаење и дека нема знаење, дека има објективна реалност и дека нема објективна реалност. Следното гледиште, прагматицизмот, е, кажува, или како што спомнав, успешна акција и ефективно решен проблем е стандардот, преку кој може да верификуваме вистинско знаење, но ова е многу субјективно исто така. Што значи успешно реализирана акција и ефективно решен проблем? Варира од човек до човек. Секој човек е различен. И ова гледиште не може да понуди објективен стандард преку кој ние може да верификуваме или да дојдеме до вистинско знаење. Агностицизмот, како што кажавме, учи дека човекот нема доволно знаење да дојде до одредени заклучоци, како например постоењето или непостоењето на Бог. И тие дека се надвор од човековото размислување, надвор од човековиот дофат. Но исто така и ова е контрадикторно. Дали ви звучи чудно оваа реченица? Јас знам дека вистинското знаење е надвор од човековото знаење. Ако вистинското знаење е надвор од човековото знаење и надвор од човековиот дофат, како би знаел? Или па јас знам дека немам доволно знаење. Ако немаш доволно знаење, како би знаел? Значи, сите овие пристапи на знаење кои се понудени од епистемологијата, има и други, овие се главните, имаат проблеми и контрадикторности и не се адекватни или не адекватно објаснуваат како може да дојдеме до вистинско знаење. Тогаш прашањето е како може да дојдеме до вистинско знаење? Како може да дознаеме знаењето на Бог? Живееме во религиозен контекст кој е доминантно православен во Македонија и добро е да видиме кој е православниот пристап до вистинско знаење. Како може да го познаеме Бог? Што учи православната црква за ова? Црквата, следејќи го Григорий Палама, кој е 14-13 век византиски теолог и монах од Света Гора, третиот крак у Халкидики, исто така подоцна станува и архиепископ во Солун, црквата, следејќи го него и неговите теолошки формулации, учи дека во Бог, во неговата природа има две дистинкции или две категории. Едната е неговата суштина, другата е неговите енергии. Божјата суштина е неговата есенционалност или ултимативна реалност. И црквата учи дека ова есенционалност на Бог или неговата суштина
тотално или воопшто не може да се спознае. Не може да се сподели, ниту може да се разбере. Таа е над описи, над зборови, над јазик, над разбирање, над мисловни конструкции. Затоа Бог се открива преку Божите енергии и тие не се создадени, туку излегуваат од Бог. Не се конкретизирани или дефинирани во корелација со човекот. Значи, тие се дел од Бог кои излегуваат јавно ад екстра од неговата природа. И сега, клучен елемент или инструмент преку кој ние доаѓаме до Божите енергии или преку Божите енергии до знаењето за Бог или до вистинско знаење е преку иконите. Иконата е клучен елемент, е клучно средство каде што ние доаѓаме да го познаеме Бог. И затоа има икони насекаде во православната црква. Тие учат дека иконите се измеѓу портали или врати до рајот, каде што Христос, Марија и светителите се. Бог и неговата слава се открива преку иконите и човекот може да добие знаење за него. Иконите на Исус, на Марија, на светците се прозорци до рајот. Иконата е инкарнација на Библијата и Бог се открива преку иконата и го открива вистинското знаење за него. Ендрю Лот, професор по источна православна теологија на Универзитетот во Дурам, го вели следното за иконите. Отворен цитат. Ако ја видиме иконата на Воскресението, иконата Христова која го спасува од адот целиот човечки род, почнувајќи од прататковците, Адам и Ева, ја гледаме моќта на воскреснатиот Христос над смртта и можеме да стапиме во контакт со таа моќ преку иконата. Таа моќ допира до нас. Затворен цитат. Црквата учи дека треба да поминеме време гледајќи ги иконите на Исус, на Марија, на светците и преку нив, преку ова мистично, есотерично, субјективно искуство да видиме Божјата слава и Божјата светлина и да дојдеме до вистинско знаење. Значи, како може да дојдеме до вистинско знаење во православната црква? Божјата суштина, тие учат, не може да се дојде, но може преку иконите до Божите енергии. И сега прашањето е следно. Ако Божјата суштина или неговата есенционалност е над описи, над зборови, над јазик, над објаснување, над нешто што може да го разбереме, како ние може да го познаеме Бог? Ако Бог е над описи, над зборови, над мисли, над јазик, над разбирливост, ние не може да го познаеме Него. Тогаш во реалност немаме вистинско знаење за Него. И ова учење не остава ултимативно без сигурност и без вистинско знаење за Бог. Плюс, има и само контрадикторност во него. Кажува, јас знам дека не може да се познае Бог. Како би знаел ако не може да се познае Бог? Не би знаел. Или јас мислам и го опишувам Бог, при тоа, кажувајќи дека тој е над мислите и над описите и над знаењето. Како може да опишувам и да знам за нешто кое е над моите мисли и над моите описи? Значи е само контрадикторно. И сега одговорот кој е? Како може ние да дојдеме до вистинско знаење? Како може да дојдеме до знаењето за Бог? Гледаме во филозофијата контрадикторности и дупки, гледаме во православието дупки и контрадикторности. Одговорот е во стихот. Стихот ни вели како може да дознаеме. Стихот вели тој ни даде знаење. Знаењето е дадено преку откровение и тоа е сигурно знаење. Знаењето е дадено во зборови, во мисли, во описи, во јазик
и е многу разбирливо. Бог се открива себе си и вистински ние може него да го познаеме. Апостол Павле во Ефесијаните, 3 глава, од 1 до 4 стих, го пишува следното. Павле, јас, затвореник на Христос, заради вас, незнабожците, бидејќи чувте за распределбата на Божјата благодат која ми е дадена за вас, односно дека преку откровение ми е соопштена тајната, што беше предходно накратко ви напишав, читајќи го тоа може да го разберете, или да разберете како јас сум ја сватил тајната на Христос. Значи, гледаме дека Божјото знаење е откриено, е запишано и може да се разбере. Тоа го кажува Павле. Исто така во Римјаните 16, 25 до 27, Павле вика на оној кој може да ве утврди преку моето евангелие и проповедта на Исус Христос, преку откровение на тајната, за која се молчеше од вечни времења, а сега се јави по заповета на вечниот Бог, преку пророчките списи, соопштена на сите народи, приведувајќи ги кон послушност на верата. Единствениот премудар Бог да му биде слава преку Исус Христос. Амин. Значи, гледаме исто така дека откровението е дадено во пророчките списи и е соопштена на сите народи и тие очигледно може да разберат. Откровението е дадено во запишани зборови кои треба да се читаат и може да се разберат. Божјото знаење е дадено во пророчките списи, а тие се Божјото Слово. Тоа е Библијата. И таа може да се чита, може да се разбере, може преку Библијата да се дојде до вистинско знаење. Божјото знаење не се открива преку 5 сетила, преку човечка логика или човечки разум, или преку некои мистични, есотерични екстази или субјективни искуства. Пасторот Даниел Филипс кажува, отворен цитат, Божјото знаење не може да се најде преку интуиција, интроспекција или мистични искуства. Затворен цитат. Божјото знаење не може да се најде или да се дојде до него преку мистични искуства на гледање икони, туку преку читање на Библијата. Библијата действува на умот и преку умот се действува на емоциите, на чувствата и не се друго од човекот. Значи, таа е првата вистина која гледаме во стихот. Давајќи ни знаење. Бог ни дал знаење, ни го дал благословот на знаењето, се открил и е разбирливо. Втората вистина е тајната на неговата волја. Стихот вели, давајќи ни знаење за тајната на неговата волја. Значи, сега конкретно ова знаење е откриено или е дадено за тајната на неговата волја. Зборот тајна е мистерион и Дарел Бог добро го дефинира поимот. Кажува дека мистерија или тајна е еврејски апокалиптичен термин и се однесува на откривање на нешто претходно, неоткриено, или нешто за кое сега се дадени детали кои претходно му недостигале. Затворен цитат. Терминот се појавува некаде 28 пати во Новиот Завет. 21 од тие пати се во списите на Павле. Гледаме дека ова знаење е откриено. Значи, оваа тајна, оваа мистерија е откриена. Прашањето е како откриено. Видовме дека е откриено преку апостолите и тие го пишуваат тоа. И апостолите се многу свесни дека ова се случува. Дека преку нив се откриваат Божите тајни и дека они го запишуваат сето тоа за нас. Во 1 Коринтијаните 4.1 Павле вика секој човек
да не смета, мислејќи на сите апостоли, за Христови служители и управители на Божите таинства или мистерии. Во 1 Коринтијаните 14, 36 и 37, Павле им вика на коринтијаните: зар од вас излезе Божјото Слово, или пак само до вас стигна? Ако некој мисли дека е пророк и духовен, нека знае дека ова што ви го пишувам се Господовите заповеди. Божјата волја е навистина тајна, е мистерија и никој не може да дознае. Божјиот ум не може никој да го продре. Единствениот начин да се дојде до Бог и до неговото знаење е тој да го даде, тој да го открие. Тогаш веќе не е тајна, не е нешто сокриено, не е нешто мистериозно, мистично, туку е јасно, е откриено. Мартин Лојд Джонс кажува дека има 3 видови на мистерии што ги гледаме во светот, сега и у минатото, у антиката. Првата е мистерија како нешто тајно и што останува тајно. Значи има одредена група на луѓе кои го знаат тоа, под наводници таа тајна, таа мистерија, и таа се чува под затворена врата и се држи. И многу добро се чува таа тајна, и таа останува тајна. И само има одреден круг на луѓе кои го знаат тоа, и ова се случува по најразличните религии у светот. Вториот вид е мистерија како нешто неразбирливо. Значи, тајната не се состои од реченици, од пропозиции, од разум, од нешто што е поврзано со интелектот, туку е духовна средба, некое мистично искуство, субјективно искуство, нели, како што видовме во православието, каде учат Божиот Бог не може да се допре со човековиот ум, ти требаат иконите, преку кое мистично искуство ти ќе дојдеш до Бог. Значи, мистерија како нешто неразбирливо, не поврзано со интелектот, и третиот вид е мистерија како нешто неоткриено. Мистерија која е неоткриена и човекот не може да ја најде, не може да открие, не може да достигне, бидејќи човековиот ум е конечен, бидејќи човековиот ум е темен, е грешен, е изопачен и е болен. И единствено само Бог, преку неговиот дух, во Христос, може да открие оваа мистерија. И оваа мистерија се открива, и не е веќе мистерија, сите може да ја видат, сите може да ја прочитаат. И таа мистерија која гледаме овде во 9 стих е откриена во 10. И тоа ќе го оставиме за следниот пат. Може да издвоиме некаде 12 тајни или мистерии у Новиот Завет. Дури Евангелието е наречена мистерија која е откриена. Според 1 Коринтијаните 2, 1 и 7 и Ефесијаните 9, 6, 19. Овие се мистерии кои не биле целосно откриени во Стариот Завет. Например, една од тие е инкарнацијата на Исус, така наречена тајната на побожноста, во 1 Тимотеј 3:16, Јован 1 од 1 до 14, дека Бог ќе дојде во човеково тело и ќе биде целосно Бог, целосно човек, и дека побожноста ќе почне и ќе заврши со него, и дека во него е вистинската побожност. Да, имаме многу пророштва за Господ Исус во Стариот Завет и за неговите дела, но целата полнота и нивната поврзаност ја гледаме во Новиот, ја дознаваме преку Новиот Завет. Друга мистерија е во Ефесијаните 3, например, од 1 до 11 стих, каде Павле вика, ја ќе прочитам само 3, 5 и 6 стих, чисто да видиме. Павле вика, односно дека преку откровение ми е соопштена тајната, која на луѓето од претходните поколенија не им беше објавена, како што сега им се откри на неговите свети апостоли и пророци преку Духот, односно дека незнабожците се сонаследници, делови на едно тело и соучесници на неговото ветување во Христос преку благовестието. Значи, овде се работи за мистерија, за тајна, која е откриена
И тоа што е откриено е дека неевреите во Христос се на исто ниво со евреите. Се исто така наследници на целиот свет, на целата физичка и духовна креација, и исто така ветувањата важат и за нив. Дека незнабожците и неевреите, или неевреите, во Христос се исто така посинети и посвоени. Дека евреите не се нешто посебно кога се работи за спасението. Имаме сојуз, имаме заедница, имаме спој во Христос на евреи и на неевреи. Нема бариери веќе, нема антагонизам. И сега, благословот гледаме е даден на знаењето, тајната е откриена за неговата волја и гледаме дека Божјата волја или вечната Божја волја е откриена во неговиот збор Библијата и таа е движечкиот принцип, фактор или погон зошто се дава благословот на знаењето. Тоа го гледаме јасно во, например, Матеј 10 и 11. Во Матеј 10 Господ Исус им дава моќ и ги праќа апостолите на мисија да лекуваат и да прават чуда и да го проповедаат Царството Божјо. Потоа во Матеј 11 Исус ги осудува грешните градови кои не се покајуваат и вика дека по-лесно ќе им биде на судниот ден на нив отколку на Содом, зашто во тие градови многу чуда се направиле, а сепак пак не се покајале. И зошто се случува тоа, го кажува Исус во Матеј 11 глава, 25 до 27. Тоа време Исус рече: Те прославувам Оче, Господи на небото и на земјата, зашто си го сокрил тоа од мудрите и неразумните, а им си го открил на децата. Да, Оче, таква беше Твојата волја. Се ми е дадено од мојот Отец и никој не го познава Синот, освен Отецот, ниту Отецот го познава некој освен Синот и оној кому Синот сака да му го открие. Че гледаме овде дека Исус го прославува Таткото за нешто откриено. Тоа нешто е знаењето за Синот. Спасоносното знаење за Синот. И откриено им е на слабите, на малите, на незначајните, на децата, на тие кои не знаат ништо, а на тие што мислат дека се големи, силни, полни со разум, со знаење, на нив не им е откриено. И кој е одлучувачкиот фактор на сето ова? Таква беше Твојата волја. Гледаме дека Божјата вечна волја е движечкиот погон, мотор, принцип, фактор кој одлучува на кој ќе му се даде благословот на знаењето, а на кој не. На кој ќе се открие мистеријата, а на кој не. Божјата вечна волја е исто така одлучувачкиот фактор на сите благослови што му се дадени на човекот. Џон Пайпер кажува, отворен цитат: најдлабокиот корен на изборот, на предопределеноста и посвојувањето е Божјата волја, а не во нас. Затворен цитат. Одлучувачкиот фактор, движечкиот принцип на сите благослови и на сите работи е Божјата волја. Томас Гудвин, пюританецот, изјавува за Божјата волја и прашува: на вистина нема ништо воопшто што Бог гледа во суштеството, зошто прави нешто? Воопшто ништо. Тоа е поради неговото задоволство што тој го има одредено во себе, само во и надвор од себе. Тој не гледаше на ништо друго освен на себе, кога го постави вечното спасение на било кој и ги повика преку Евангелието. Затворен цитат. Значи, не е според нашата волја, не е според нашите заслуги, не е според нашиот интелект дека ние сме многу мудри и сме го откриле ова, сме го фатиле.
не е според нашите дела. Божјата волја е змечувачката сила која одлучува на кого ќе му се даде овој благослов. Таа е силата, тој е факторот кој движи и одлучува се, не човекот. Човекот е само едноставно инструмент, алатка, средство. Човекот е роб кој Бог го користи за своји цели и прави со него како што сака. До сега видовме две вистини од стихот, видовме благословот на знаењето и тајната на неговата волја. Сега ќе продолжиме со третата, неговото задоволство и радост. Стихот не вика давајќи ни знаење за тајната на неговата волја, според неговото задоволство или уживање или радост. Преводот е според својата благонаклонетост, но подобро е да се преведе според неговото задоволство или радост. Зборот е Удокија. Овде сега што гледаме? Гледаме дека Божјата волја пак е движена од Божјото задоволство, уживање и радост интерно во него. Интерно во Светото Тројство имаме задоволство и радост и уживање и тоа е елементот која движи Божјата волја. Бог во себе има врвно, суперлативно и бескрајно задоволство. Бескрајна радост, уживање. Оваа радост нема граници, нема бариери, нема притеснувања. Павле, например, во 1 Тимотеј 1:11 го нарекува блажениот Бог или радосниот Бог. Во 1 Тимотеј 6:15 исто така Бог е наречен блажениот единствениот владетел. На Бог не му требаше свет да биде радосен. На Бог не му требаше птици, земја, што и да помислиме. Целата креација не му требаше. Не му треба ангели, не му требаше луѓе, а посебно не паднати и грешни луѓе како нас, за да биде задоволен. Пасторот Лиган Данкан вели, отворен цитат, Бог ја има најдлабоката среќа, задоволство и радост што може да се замисли. Полнота на радост. Затворен цитат. Бог е радосен, е исполнет со задоволство, со блаженство, бидејќи тој бескрајно ужива во своите бескрајни изворедности и екселенции. Кога ги гледа своите убавини, својата комплексност, својата полнота, своите екселенции, своите квалитети, тој ужива. Тој е радосен. Бог е совршен и ги има сите можни квалитети и екселенции во него. Сите можни квалитети и капацитети до максимум, до полнота, до бесконечност. Не може да се дофатат неговите квалитети и екселенции. Нема ниту еден недостаток, ниту една дамка, ниту еден дефект, ниту една празнина. Бог е светлина и во него нема никаква темнина. Е полнота бескрајна, бесконечна на радост, на уживање. Бог е среќен и среќен е постојано. Постојано ужива во своите екселенции. Джонатан Едвардс, пишувајќи за уживањето на Бог во себе, пишува следно. Отворен цитат: постои врвна љубов кон себе во Бог. Тој се радува на бескрајната изворедност на сопствената природа. Ова е основата на сите негови други дејства. Бидејќи се гледа себе си како бескрајно одличен и достоен за бескрајна љубов, затоа се сака себе си со бескрајна љубов. И бидејќи бескрајно се сака себе си, затоа и бескрајно ја бара сопствената слава. И бидејќи бескрајно ја бара својата сопствена слава, затоа прави се за своја слава. Затворен цитат. Сега ако го читаме, може да видиме ова е апласебично. Бог ја бара својата слава,
се сака себе си, прави се за својата слава, но не е себичност кога ќе размислиме подлабоко. Бидејќи нема ништо поголемо и повредно и поубаво и подрагоцено од самиот Бог. Бог ја гледа својата совршена, бескрајна убавина, добрина, мудрост, вистина и тој ужива. И не може тоа да го најде на друго место. Не може да најде такви врвни, бескрајни квалитети, капацитети, екселенции на друго место, во друга индивидуа, освен во себе си. Плюс, секој од тројството ужива во другиот член и го бара неговото издигнување и прославување. Синот не се издигнува себе си, туку секогаш го издигнува таткото. Се прави за таткото. Се прави според татковата волја. Таткото пак го прославува синот и го издигнува него. Се е создадено за синот. Се е создадено преку и за синот. Целата креација, и физичка и духовна, е создадена за синот. Тој да се прослави, тој да се издигне, тој да се величи, неговото име да се прокламира. Така да во оваа трета вистина гледаме дека Божјата волја е движена од Божјото уживање и радост и задоволство интерно во него. Понатаму гледаме во четвртата вистина, од стихот, преводот од 23 вика што ја беше положил од него во порано, глаголот е тето и може исто така да се преведе ја постави или ја одреди. Ја постави или ја одреди во него. Сега интересната работа е што глаголот е во среден глас рефлективна форма или рефлексивна форма. Што значи има корелација кон себе си. Тоест, подметот на глаголот се смета дека действува сам по себе или за своја корист. Што значи овој дел или оваа фраза може да ја преведеме како тој ја постави или ја одреди за себе. Тој ја постави или ја одреди за себе. Гледаме дуплицирање или мултипликација на нагласување во стихот. Посебно во овој дел. Значи, Божјото благословот кој Бог ни го дава на знаењето не доаѓа од човекот, туку доаѓа од човековата, од Божјата волја. Божјата волја е движечкиот фактор кој го дава благословот на знаењето. Не е според човековата волја, туку е според Божјата волја. Гледаме дека Божјата волја не е движена од човечката радост, уживање и среќа, туку е движена од Божјата радост, задоволство и среќа. И таа волја не е одредена ултимативно за и во човекот, туку е одредена за себе. Одредена е за Бог. Значи имаме од почеток до крај е Бог. Бог прави се. Имаме и сега уште едно нагласување. Божјото задоволство, уживање и радост, и вклучувајќи ја Божјата волја, од која е движена, е одредена, е поставена, е положена за Бог во Христос. Во Христос, во возлюбениот, во Него, во Синот. Како што сите благослови ни се дадени во Христос, што ги разгледавме, така и овој благослов ни е даден во Него. Благословот на знаењето. Благословот на знаењето ни е даден во Христос. Оваа мистерија и сите други се откриени во Христос. Кој го има Христос, го има ова знаење. Кој го нема Христос,
го нема ова знаење и тоа што го има ќе му биде земено. И Божјата волја за тие што не го знаат Христос е темна, е сокриена, е тајна, дури и застрашувачка. Да прашаме зошто? Зошто е во Синот? Зошто е во возљубениот? Зошто е одредено, положено, поставено Божјото задоволство и вклучувајќи Божјата волја во Синот? Зошто таткото е задоволен и ужива во Синот и се му дава по неговите раце. Целта на таткото е да го прослави Синот, да го издигне Синот. Се е создадено за него, во него, преку него и се ќе кулминира во него. Се ќе заврши и ќе се сплоти во Христос. Значи, тоа видовме да сумираме, 4 вистини видовме денес. Беше за благословот на знаењето, тајната на неговата волја, која е откриена, неговото задоволство и радост и одреденоста во него. Значи, Бог ни го даде благословот на знаењето. Ни се откри себе си да го познаеме него и да ги познаеме неговите мистерии, кои се откриени во Новиот Завет. И одлучувачкиот фактор и движечкиот принцип беше Божјата волја, дека Бог од неговото задоволство, од неговата радост, од неговите суперлативни уживања, со радост го дава Божјото знаење на сите во Христос. И сето тоа е поставено, е одредено, е положено во Него, во Христос. И сега ќе преминеме на примена. Ќе видиме неколку примени од стихот. Првата примена ќе биде празнина. Поради човековиот ум кој е темен и е зопачен, поради гревот, човековиот ум е темен и изопачен. И во суштина е празен и не знае ништо за Бог и за неговата волја. И тоа што човекот го знае за Бог од креацијата и од совеста, од креацијата гледа дека има создател, дека има креатор, гледа убавина, ред, комплексност. И во совеста гледа морал, кој мора да дојде од морален законодавач. Но таа светлина која му е дадена на човекот, тој поради гревот ја има извртано, изопачено и искривено. И светлината што Бог му има дадено, ја има направено темнина. Наместо да го слави и да му се поклонува на Бог и да го издигнува, тој зима тоа што му е дадено и прави идоли на кои се поклонува. И гледаме дека човекот нема никакво знаење. Најважното знаење, а тоа е за Бог и за неговата волја, го нема. И ако Бог не го открие преку неговиот збор, човекот е во тотална темнина, е во мрак. Е тотално изгубен и тотално празен. Нема ништо во него. Дали овој факт, дека не знаеш ништо од вредност и значение, те има понизено? Дали гледаш дека без Христос не знаеш апсолутно ништо? Најважното за Бог и за неговата волја не го знаеш. Дали овој факт има направено мал во твоите очи? Дали се гледаш себе си како голем, како важен, како некој исполнет со многу знаење и гледаш другите со презир? Или се гледаш себе си како мал, како понизен, како празен во твоите очи? Дека ништо не знаеш. Ако не беше Христос и не ти го дадеше благословот на неговото знаење, ќе си останеше во апсолутна темнина. Апсолутно празен. Ќе немаше ништо во себе.
И сега на тоа што ти е дадено, благословот на Божјото знаење, дали си празен и понизен, или си надуван, или си горделив, или си арогантен со знаењето што ти е дадено. Како се гледаш? Дали се гледаш празен, шуплив и сиромав, или си надувен и горделив, голем во твоите очи? Како се гледаш? Апостол Павле у 5:14 извикува: ти кој спиеш, стани. Стани и воскресни од мртвите. Ти кој спиеш во твојата горделивост, арогантност, изопаченост, стани од мртвите. И Христос ќе те осветли. Втората примена е одговорност. Одговорност. Бог се откри и ни даде знаење. Затоа човекот е одговорен. Одговорен е за тоа што му е дадено. Тајните се откриени, мистериите се отворени, се што беше скришно и тајно е разоткриено. И сега се изјавува отворено, се изјавува насекаде. Сега Евангелието, сега Библијата се дава насекаде. Сега Евангелието се прокламира насекаде. Затоа човекот е одговорен. Одговорен е за тоа што му е дадено. Одговорен е за Евангелието и за Библијата што му е дадено. И што прави човек со Божјото знаење што му е дадено? Што правиш со Божјото знаење што ти е дадено? Што правиш? Дали го криеш и го чуваш под некој тепих? Или го користиш? Или служиш? Или си спремен да го дадеш твојот живот за Христос? По било која цена. Да дадеш се за Него, зашто го знаеш Него, Неговиот благослов. Што правиш со знаењето што ти е дадено? И на судниот ден тоа ќе Бог ќе праша: што направи со тоа што ти го дадав? Што направи? На тој што му е дадено многу, многу ќе се бара. Голема одговорност. Третата примена е страв и трепет. Страв и трепет. Кога Библијата зборува, тогаш Бог зборува. Библијата е Божјиот збор, Божјото откровение. Кога Библијата дава знаење, и тогаш Бог открива знаење за Неговата волја, за Неговите дела, за Неговата личност. Кога Бог зборува, Библијата зборува. Кога Библијата зборува, Бог зборува. Семокниот, бескрајниот, бесконечниот, врвниот Креатор зборува. И кога семокниот, бесконечниот и бескрајниот зборува, мора цело човештво да трепери и да се тресе пред Него и пред Неговиот збор. Целото човештво мора да падне на колена пред овој кој зборува. Зашто тој кој зборува е бескрајниот и бесконечниот. Тој кој зборува дава се. Во Исаја 66:2 Бог вика: сето ова го создаде мојата рака. Се е мое. Се е мое. Ама еве на кој ќе погледнам. Еве кој ќе го земе моето внимание. Еве каде ќе се фокусирам. Се е мое. Ама на овој ќе погледнам. На кој? На понизниот, искршениот по дух и на оној кој трепери пред моето слово. Дали се тресеш од страв пред Божјиот збор? Дали се плашиш од Божјиот збор? Или Божјиот збор ти е нешто банално, нешто така добра литература да се читне?
Дали се тресеш од страв пред Божиот збор? Дали Божиот збор е нешто најдраго, највредно, најдрагоцено од твоите очи? Джордж Витфилд е англиски евангелизатор и клучна фигура во протестантското движење за преродбата во 18 век, познато како големото будење, и во своите журнали го пишува ова. Во месец мај му беше угодно на Бог да ми даде појасен поглед за мојата собствена очена злоба и повлијателно чувство за бесконечната изворедност на Христовата праведност. Бидејќи бев во голема душевна неволја и под изобилство на бедувања, се повлеков во едно самено место во Полињата, каде што откако се борев со Бог во молитва значително време, се најдов себе си како да е среде преголема светлина. Не, тоа не беше визија, не видов ништо со моите телесни очи, но сепак ја видов појасно од било кога со моите духовни очи, безкрајната изворедност и слава на Господ Исус. Видов дека никој нема како Него меѓу ангелите на небото и како Него меѓу луѓето на земјата. Ја видов Неговата убавина како трансцендентна, Неговите совршени божествености. Врз основа на ова гледиште за Христос во мојата душа се јави такво чувство за мојата огромна грешност, загаденост и несовршеност, што бев премногу ниско во моите очи. Се поклони во прашината и извикав: што е човекот? Потоа, повлекувајќи се на моите колена, клекнав и почнав да го читам Светото писмо на колена, оставајќи ги на страна сите други книги и молејќи се над, ако е можно, секој Божи збор и ред. Затворен цитат. Каков пример? Тој ја читал Библијата на своите колена. Каков страв, каков трепет, какво тресење го обзел Витфилд, каква љубов го обзела за неговиот збор. Што е со тебе? Дали ти се тресеш и се плашиш од Божиот збор? Да се помолиме. Господе, фала ти Боже за Твојот збор, кој си ни го открил, си ни дал знаење, да не бидеме во темнина, си ја открил тајната на Твојата волја. Фала ти Боже што си ни дал од Твојата радост. И се молиме да ни дадеш уште повеќе. Не само капки, туку изобилство. Дај ни Боже повеќе од Твојата радост, Твоето уживање, Твоето задоволство. А тоа задоволство е во Христос. Тоа задоволство е во Твојот збор. Тоа задоволство е да се биде понизен и скршен во духот, да се биде сиромав. Да се гледаме себе си како слуги, како ниски, како никој ништо без Тебе. Тоа е вистинското задоволство, тоа е вистинското знаење. Вистинското знаење е да се служи, да се само испразниш и да го дадеш својот живот за Христос. Помогни ни, Господе, да живееме со погледот дека Ти движиш се, дека во Твојата рака е се, дека се е Твое и ќе погледнеш на тој кој е понизен и скршен и трепери пред Твојот збор. Дај ни Боже да видиме поголеми убавини, поголеми длабочини, поголеми димензии. Како Витфилд да паднеме на колена, да Те видиме Тебе. Зашто тоа што го бараме не може да го најдеме во овој свет, не може да го најдеме ниту во рајот.
меѓу ангелите, ниту меѓу луѓето, туку е само во Тебе. Има милост над нас, промени не, просвети не. Боже, ако Ти не действуваш, ако Ти не дојдеш, ако Ти не промениш, ако Ти не откриеш Твојата вистина, Твојата знаење, сме безнадежни. Сме изгубени. Талкаме по лавиринтот на темницата. Затоа, Боже, дојди, направи промена во нас, прво. А потоа преку нас во Скопје и во Македонија. Во Твоето име, Боже, се молиме, убараме.